Над 1000 готвачи, келнери, шанкери, собарки и друг помошен персонал од Непал, Филипини и Малта ова лето доаѓаат на работа кај нас, а правенствено во Охрид. Тие треба да го решат огромниот дефицит на работна сила, кој особено е изразен во угостителско-туристичкиот сектор. Околу 1100 вработени ки има на цела Охридска ривиера, со веќе завршени процедури треба да дојдат. Кога правите споредба, платата што би ја дале на овдешен работник и на некој од Непал, не ви доаѓа поевтино да ги платите од овдешните работници. Ние им ја даваме истата плата, дури и повеќе, но кај нас има тренд за заминување иако платите се солидни. Изеви Рашид, собственик на хотел во Охрид, проблемот кој за овој сектор е огромен го доведува во прашање неговото опстојување, бидејќи работници едноставно нема. Што за ова велат угостителите од источниот регион и дали тие размислуваат за странска алтернатива? Јас не би одела никако до моментот за увоз, бидејќи во Македонија туризмот е автентично искуство, туристите доаѓаат по автентично искуство, тоа значи во целоста вклученост само на наши луѓе, особено ние во источниот регион работиме рурален туризам, така да човечкиот фактор, демографскиот човечки, автентичниот човечки фактор е од исклучително значење, така да остануваме сепак да се бориме со она кое што го имаме на теренот. Поради сезоната во Хрватска, која ќе започне 2 месеци порано, 40% од вработените веќе си дадоа отказ. Се обидуваме решение да најдеме овде, но доколку не успееме, ќе бидеме принудени на увоз. Изјави Љубан Стаменич, собственик на популарното Кофила Почтип. Оваа година конечно треба да се спаси туристичката сезона, но и секојдневното работење на кафе-баровите, но паралелно на истиот начин проблемот ќе го решаваат и во стопанството. Тоа е исцрпено со работна сила, бидејќи годишно заминуваат по најмалку 10.000 работници.